Здраво на сите и добар ден. Некои ме знаат од музиката, некои ме знаат дека спортувам, некои воопшто не ме познава, има шанси да ме запознаат како девојчето што зборуваше за узурпацијата на Водно и за узурпацијата на незиниот личен двор. Значи, она спорна дозвола за узурпација на мојот двор, кој што оној нелегално изгласан дуп за општина Центар им го даде на оние кои не ја поседуваат земјата. Видете како слободно го користам зборот поседуваат, бидејќи мислам дека е најсоодветен во овој случај. Зависно од тоа од каде се знаеме, најверојатно имаме и многу исти ставови за работи, но имаме и многу различни ставови. Например, со генералот имавме малку различен став, но ние тоа приватно го разрешивме веднаш, откако значи траеше да речеме насето на несогласување во оваа ситуација траеше некои си 3,5 минути од прилика и веднаш заврши. Значи, замислете, имаше луѓе кои што во тој момент кога ние имавме такво мало и неважно во оваа ситуација на согласување, имаше луѓе кои што се ситат на тоа дека ние не се согласуваме или на тоа дека јас се чувствувам повредена од некој си став на генералот. Нешто као така ти е кога одиш кај него на протести, што искрено до ден денеска се уште не го разбирам тој став. Штом сите ние од толку различни страни сме собрани и не обединува една единствена мисла денеска, можете да замислите колку е големо злото кое што нас спојува. Можете да замислите колку секој од нас осамено си пател по дома гледајќи што ни се случува во последниве неколку години, се додека не притиснале до тој степен силно за да излеземе овдека и да се собереме сите заедно со една иста идеја и со една иста мисла. Значи, сега е времето кога сите ние што сме незадоволни од било каква причина, треба нашето незадоволство да го насочиме кон вистинскиот извор на ова незадоволство. Дали се бориме против дискриминацијата, дали се бунтуваме против законот за хонорарците, дали се бунтуваме поради лошата велосипедска инфраструктура, поради правата на животните, поради лошите образовни реформи кои што искрено да ви кажам сметам дека се тие кои се коренот на сето ова што не се случува денеска. Денеска сме сите заедно, сепак и не мислиме повеќе на тие разлики. Значи јавниот сервис МТВ и владата се тука за да ни служат на нам граѓаните. И мене ми е искрено многу досадно веќе и да слушам и за бомби и за разговори кои што не доликуваат на ничие домашно воспитување, но сепак го оставам тоа дома. Значи ја оставам мојата нервоза дома и излегувам тука со една чиста мисла дека колку побрзо се обединиме сите во овој еден ист став и колку побрзо сите решиме да излеземе од удобноста на домот, толку побрзо овоа патење ќе заврши за сите нас. Кога секој граѓанин ќе биде доволно искрен сам со себе и ќе си дозволи да разбере дека силата е во граѓаните и дека никој не сме да не уценува и плаши, ќе станеме вистинска држава. Кога секој граѓанин ќе знае дека за кого и да гласал, оние што се на власт сепак се тука, без оглед на тоа за кого сме гласале, тие сепак се тука за да ни служат нас и на нашите интереси, тогаш ќе бидеме вистинска држава. На крајот на денот, на вистина не е важно кое е името на партијата што е на власт, бидејќи сите ние ги сакаме истите основни работи. Сакаме училишта, сакаме болници, сакаме добра инфраструктура. И кога ќе се постави таа база, тогаш ќе имаме простор за да работиме на сите останати работи. Не е важно кој е на власт, се додека граѓаните сме силни и заедно. И секој еден политичар во оваа земја треба да го запамти следното, дека силата е во нас граѓаните. Значи силата е во нас граѓаните, силата е во нас граѓаните, силата е во нас граѓаните. Колку повеќе пати го повториме, толку повистините ќе биде. Фала и многу на сите.